Благодарам, подпредседателка. Мислам дека се враќаме повторно на истото. Да повториме нешто кое што постојано денеска го кажувате, а тоа е целосна лага и невистина. Ниту еден, повторувам, ниту еден наставник нема да остане без работа. Не знам зошто го заплашувате народот, зошто ги заплашувате наставниците и зошто правите ваков терор врз наставниот кадар. Почитувани колеги, да, терор, почитувани колеги од СДС, денес зборувате како овој проблем да е од денеска, а да не е предизвикан целосно во ваше време, кога вие ја водевте државата. Ова денес го критикувате дека е погрешно, а претходно не понудивте ниту едно решение. Ја имавте целосната власт. Вие денес зборувате за училишта, а токму за време на вашето владење бројот на ученици континуирано се намалуваше. Тоа не е последица на само една одлука, туку на долгогодишни демографски и образовни политики за кои вие целосно бевте одговорни. Не можете да ја создавате кризата, а денес да се представувате како нејзин целосен спасител. Вие, токму вие го предизвикавте овој проблем. Вие ги предизвикавте овие ситуации. Дававте согласности на училишта за двајца, за тројца ученика. Разликата помеѓу нас и вас е што вие проблемите ги остававте под тепих, за да не изгубите политички поени. Ние носиме одлуки што не се секогаш лесни, меѓутоа се неопходни за системот да ни биде одржлив. Политиката не е да се ветува се на сите, туку да се преземе одговорност кога тоа навистина е најтешко. Еве кажете им вие на граѓаните, дали вашето решение е да продолжиме да одржуваме училишта со неколку ученици без план за квалитетот на наставата, или конечно ќе признаете дека е потребно рационална организација на целата училишна мрежа. Ви благодарам.